Секуловска разговара со своите гости. Добро вечер. Добро вечер за Александар Митров. Тој е еден од студентите кои протестираат против полициската бруталност. Не сум студент, меѓутоа сум еден од учесниците. Да, добро, тоа се студентски протести. Се заради тоа велиме дека вие сите сте студенти. Добро, околу контрапротестите, кажете ми, сега се испостави дека се организирани под капата на ВМРО. Кој е вашиот коментар? Велат дека вие сте сушност активисти на симпатизери на СДСМ. Па прво ја не би го квалификувал како контрапротести, тоа се протести со друга агенда. Тоа има и некои допирни точки со нашата. И ние сме против партиско инфилтрирање, односно искористување нашите протести во име на некои политички партии. Злоупотреба, да. Партичка злоупотреба, да кажеме. Друго, секој има право, уставно право, да го каже својот граѓански став преку јавен протест. Затоа ние ги поддржуваме. Од друга страна, тие не се појавиле пред нас, тие секој ден кој што протестираме 17 дена, не сме се случили, не сме се, ние може да ги вклучиме во нашето движење, ние сме вклучувачко движење, ние ги вклучуваме сите. Ние до сега не сме протестирале пред политички партии, ние протестираме и нашите барања ги доставивме до институциите на системот. А првпат пред политичките партии ќе излеземе во сабота, кога ќе излеземе пред Собранието на Република Македонија, односно пред нашите пратеници, да ги доставиме и пред нив нашите барања. Да. Ви пречи ли партиски активисти ако учествуваат на протестите? Не ни пречи партиски активисти да учествуваат во својство на граѓани. Да, да. Тоа е легитимно право на секој граѓанин да се вклучи во нешто во кое што верува и за кое што верува. Дека исправно. Добро. Александар Митров, значи, делот Студио 2 има уште тројца учесници во протестите, конкретно вие вести одиме со Студио 2, дали конечно ќе дојде до некакви промени во Македонија со овие студентски протести? Да, Студио 2, Билјана, подоцна пред вестите од светот, продолжуваме натаму.